Би сакала да кажам, почитувани колеги, но салата е празна и очигледно дека ова влада не дава приоритет на овој ребаланс кој што го скоцка за неколку дена и не трае во реална процедура како што треба да биде. За жал, реалната плата паѓа, стандардот е се понизок, картели на власта профитираат на грбот на народот. Реалната плата е помала за 5% и со тоа Македонија ја има најлошата статистика во регионот. Стандардот е се понизок, народот од година во година е се посиромашен. Тоа што се купувало пред неколку години за 500 денари, сега не може ниту со 1000 денари да се купува. Абсурдот е уште поголем што земјоделските производи, кои од земјоделците се купуваат по екстремно ниски цени на пазарите, завршуваат неколкукратно поскапо. Парите наместо кај земјоделците завршуваат кај фирми блиски до власта, прекупувачи кои повеќе асоцираат на картели отколку на бизнисмени. Власта не сака да ги реши проблемите. Власта ги создава проблемите. Затоа се потребни промени. Кога фирмите блиски до ДУИ се богатат, економијата и народот страдаат. Во ваков свет, со ваква власт, продуктивните фирми залудно ќе се борат да ги надминат политичките функционери, што ќе доведе до намалена деловна динамика. И едно е јасно. Кога фирмите блиски до функционерите на ДУИ се приоритет, економијата и народот страдаат и ова мора да запре. Одговорност мора да има. Замислете, трета учебна година поред се соочуваме со недостаток на книги. Првата година не знаеле, втората погрешиле, но веќе трета година поред станува пракса. На 13 дена пред почетокот на учебната година МОН соопшти дека учебници ќе нема. Повторно со истата реторика дека учебниците кои ќе биле изготвени ќе биле достапни во дигитална форма. А знаеме дека така наречената реформа на дигитализација само лани заврши со печатена скрипта од 100 страници за сите предмети. И сосема е јасно од денешна перспектива зошто бараа учебната година да започне на 11 септември, затоа што се неподготвени, затоа што не умеат или веќе пологично е дека не сакаат да ги менаџираат процесите за кои се именувани и зимаат плата од народот. Понатаму, девастираната економија во Македонија секојдневно придонесува да имаме по еден нов полн автобус кој ја напушта државата. Инфлацијата е енормно висока. Растот на цените се случува од ден за ден и на основните производи нема нови инвестиции, а секојдневно се затвораат фирми и се губат работни места. Веќе од септември ќе има нов ценовен шок. На околу 1000 прехранбени производи ќе им се зголеми ДДВ-то, а со тоа производите ќе добијат и нови повисоки цени. Поради тоа што владата преку измени на закон ги стави во категорија луксузни производи, според информациите добар дел од тие производи граѓаните редовно ги купувале и конзумирале. Ваквите политики од СДС и ДУИ на власт ќе продолжат и ќе станат. СДСМ. Добро е да реагирате подеднакво за сите. Затоа потребни се не. Затоа имате селективни реакции, ќе ве молам да не ми одзимате од времето. Затоа потребни се избори кои се единственото решение за спас на Македонија. По вакви порази, целосно, неважно е што мисли делегитимираната СДСМ, единствено решение се брзи избори. Економијата и бизнисот тоната, расте криминалот и корупцијата, покажува новата анкета спроведена од агенцијата Market Vision од 5 до 16 јуни. На прашањето, според вас, кој е најважниот проблем со кој се соочува државата? Дури 43,6% од анкетираните граѓани одговориле дека најголем проблем е економијата и намалената економска активност. Додека пак 26,7% од испитаниците сметаа дека најголем проблем со кој се соочува Македонија е нефункционирањето на правниот систем, односно слабата борба со криминалот и корупцијата. На прашањето дали сметате дека корупцијата расте, односно дека е повисока од минатата година, повеќе од половина, односно скоро 80% од граѓаните сметаат дека за само 6 месеци корупцијата во земјата расте и дека е повисока од минатата 2022 година. Граѓаните не веруваат во економските политики на владата, односно 50% од испитаниците сметаат дека нивниот животен стандард ќе остане ист, додека пак 66% од граѓаните не очекуваат владата на СДСМ и ДУИ до крајот на својот мандат да донесе подобрување на економијата. Исто така не сметаат дека Ковачевски и владата имаат капацитет да донесат добра економска програма.
На прашањето која политичка партија има капацитет да креира и да реализира најдобра економска програма, дури 13,5% од анкетираните граѓани сметат дека тоа е ВМРО-ДПМНЕ, додека за СДСМ само 8,3% од испитаниците. Ова се поразителни бројки за владата која што ја владее државата. Рейтингот на СДСМ од ден на ден паѓа и Ковачевски со катастрофалната политика која спроведува ја донесе СДСМ до непрепознатлива партија. Најдобрата дефиниција за да се опише состојбата во Македонија е корупцијата цвета, а економијата тоне. Тоа е најточниот опис на нашето секојдневие. Од една страна има криза за основни производи, леп, млеко, тестерини, а од друга страна нема ден да нема нова корупцијска афера. Нема ден да нема нов скандал. На тој начин се уништува секоја надеж дека работите може да се сменат. Ударот на корупцијата мора да е централна тема ако сакаме да ја задржиме државата и народот во неа. Во спротивно, приказните за масовно напуштање на Македонија и миграции само ќе растат. Се до најцрните статистики. Време е да се стави крај на овие негативни трендови. Замислете, наместо 20 дена да се запознаеме со овој опсежен програмски документ со ребалансот на буџетот, 10 дена да имаме можност за расправа на Комисијата за финансирање и буџет, 5 дена за пленарна седница да се дебатира, несериозно да се инсистира на брза постапка, затоа што ниту јавноста, ниту пратениците не се добро запознаени со содржината, а се кратат 300 милиони евра од капитални инвестиции за финансирање на непотребни активности. Еден ребаланс има 20 страни образложение и 500 страни вкупно, а сега во оваа одлука имаме пола страна образложение и само нешто повеќе од 100 збора. Непрегледноста и неможноста да се направи добра компарација со предложениот буџет 2023 е друга работа. Во буџетот ќе се влеат 20% повеќе прибрани средства поради поскапување само на храната. Народот е многу посиромашен од тоа што владата мисли и се гледа дека данокот на потрошувачка покажува дека народот помалку троши затоа што нема. Арачот за успешните носи дополнителни 50 милиони евра, 10 милиони евра очекувате како резултат на зголемување на цените на нафтените деривати, царини и други даноци од меѓународната трговија. Не знаеме на што се должи зголемувањето на речиси 50 милиони евра за такси за користење на такси за користење или дозволи за вршење на дејност. Планот е да се повлечат 150 милиони евра од домашните банки преку долгорочни обврзници. Наместо тие свежи да останат за компаниите кои би ги искористиле за нови инвестиции или подобрување на ликвидноста, сте решиле да се задолжите на домашниот пазар за дополнителни 150 милиони евра. Зголемувањето на плати и надоместоци за јавниот сектор, за кои тврдевме дека треба да се зголемат многу порано, заради двоцифрената инфлација во овие 2 години изнесува над 30% пред се, тоа го покажува и го кажува Државниот завод за статистика. Каде крати владата? Како и до сега. На капиталните инвестиции, кои воопшто до сега ги немаше, заради неспособноста никако да ги реализираат и да стане традиција да се предимензионираат, за да сега се ги префрли на ставки од кои полесно и поневидливо ќе се испумпаат на своји фирми. Пред само 9 месеци дебатиравме за тоа дека сумата на капитални инвестиции треба да биде поголема од дефицитот. 800 милиони евра предвидовте и велевте дека тоа е историски највисоко и дека ќе се реализираат и дека никоја претходна влада не реализирала толку, за да еве после 9 месеци, бегајќи од ребаланс, ќе погледнеме во очи на реалноста, а таа е дека се крата 300 милиони евра, а тоа што е реализирано, се реализирано од 2 ставки. Првата е помош на ликвидност на ЕСМ и тоа за да земат плата, а не за да се изгради или реконструира енергетски објект, и втората ставка е префрлање на пари на Бехтел и Енка, од кои ги имаме само таблите. 60 милиони денари обезбедивме, 30 за плати и регрес и уште 30 за согласности за вработување во противпожарните единици после неколку пати барања од премиерот кој за жал немаше слух, всушност ниту Министерката за одбрана која што е надлежна за овие проблеми не најде всушност слух за проблемите на општините и така натаму. Освен со
еден тежок притисок, силен притисок врз градоначалниците од ВМРО ДПМН од страна на оваа власт, од земање на ингеренции, нереализирање на капитални инвестиции воопшто. Реплика заменикот министер за финансии.